Ерол? 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 Ма... Добре дојдовте. Добро те најдов, Ерол. Ако ми дозволиш да си влезам натре? Секако се разбира. Повелете. Ставив столче пред вратата за да не излезат девојките без моје знаење. Добро ти такнало. Добре дојде, тато. Добре дојде, тато. Леле, абе черки, уште не сте легнатима? Тебе те чекавме, тато. Бога ми, не можевме да заспиеме. Не грижете се, еве си дојдов. Уште малку ќе почне утринската молитва, а вие уште сте на нозе. Ај, Господе Боже, машала, Господ ни даде дожд, береке да има. Ајде, убавици мои, бистри како дождот, бакнете ме и легнете си веќе, ајде, полека. Ајде сега. Добра ти ноќ, тато. Ајде, и на вас добра ноќ, ајде. Тато. Добра ноќ, ајде. Ерол, Повели господине. дојде вамо. Ајде на тебе. Добра ти ноќ. Добра ноќ. Ај, види го, ај Бог да чува. Многу му благодарам на Господ што ве имам вас. Абе, пак станав жива вода, дождот ме фати. Што правите вие, бе? Абе, ќе ги испечете кокошките, тргнете ги. Убаво, Вели, дојди. Што ти е тоа, бе? Доне јапрак крема ми купија. За мене. Види, ти му купиле подарок. Што е, бе? Не ли беше крема? Кај да знам, бе, ми рекоа ќе се намачкаш и мислев дека е крема. Да каже, ќе се прскаш, ќе знаев дека е парфем. Види, ќе знаев, што ми рекоа? Тогаш ти ќе мислеше дека е лимон, брат, 100%, а? Абе, како ми го направија ова, бе? Абе, ќе ме излудат овие девојки веќе. Држи го, бе. Земи, дај ми го тоа малку. На, Ага. Мирисов е убав, аромата е убава, знаеш, а? Да, одлично мириса. Да, бе. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Види како врне, види, кисло ме направи. Ми го пропусти полтото. Господине, го знаеш онај кусиот и мажир Исмаил? Не знам. Ете ти украдава вчера 2 кокошки. Зошто? Не знам. А зошто ме синко не ги праша? Кого? 20 Исмаиловци. Кој од нив? Ели сега пред малку ми рече кусиот и мажир. Јас ке ги прашав, ама токму во тој миг ја поправав антената на покривот, ми избега. Добро, ке ги решиме после молитвата. Да видиме каква мака има со нашите кокошки. Ајде, оди, ајде.
Ајде, Јонака дости ме. Имаш аблес, нели? Имам. Ајде. Што мириса вака, бе? Некој се измачкал со мирис, леле. Многу мириса. Само што се намачкал, туку како да се извањал во него. Пријатели, отворете ги прозорите. Има тешок мирис во џамијата. Да влезе чист воздух. Почитуван оџа, некој од браќата многу ставил колонска вода изгледа. Знаете, во колонската има алкохол и поради тој алкохол ќе треба пак да се измиеме сега пред молитвата или не треба? Народот не треба да се измие. Ама ти треба, бидејќи мислиш така. Оди изми се, после дојди да се клањаш. Ајде оди. Ај сте бе вие. Сам на грб ја донесов баба Нурија. Душата ми излезе. Не можевме да дојдеме, имаме работа, па затоа... Маџир, од тебе ли доаѓа тој мирис? Ага, добро бе, јасно е, не кревај джева. Претерав. Затоа што тој прв пат по животот си става парфем. Абе, ти не можеш ни да го изговори зборот парфем, да се слушаш ли? Елмас, станувај. Што е, зете? Што се случи? Кај се билетите? Кои билети? Нели ќе одевме со коптагел, небе, се раздени, ајде, ќе му испуштиме летот. Немало место. Како немало, бе? Се е продало, изгледа. И сега како ќе одиме? По автопат? Може ли така? Може, зете. Освен тоа, и ние ќе дојдеме. Абе, што барате вие таму? Што знамете, ќе биде промена и за нас, зете. И онака стои караванот откако го купи. Сите ќе одиме заедно. Што велиш? Тоа не може така, како така, бе? Вака ќе биде. Нели вие и онака ќе трошите гориво за одење? Рековме да затвориме куќата неколку дена, ќе немаме трошоци за природен газ и за струја. Ќе одиме сите заедно и ќе се вратиме. Добро. Па тогаш кажи им на децата да се подготват, и тие нека го видат родното село на татко им. Бога ми ќе се израдуваат многу. Ферит. Тетино. Ферит. Ајде, разбуди се, душо. Ферит, зборував со зет ми. Сите заедно одиме во Сакликјој. Навистина? Да, навистина. Ти си моја единствена тетка. Ти имаш ли друга тетка? И онака имаш само една тетка, а таа е Елмас Екси. Ајде, подготви се сега во ред, додам да се подготвам и јас. Ајде со лесно. Добро утро, Господ да ги прифати нашите молитви. Види го беритетот. Секолнам одамна не заврнал овака. Машала, Господ е семоќен. Како си, чичко Дузџин?
Господ да ги прифати молитвите. Господ да ги прифати сите наши молитви. Бога ми, не сум добро воопшто. Според веста што ја добив, сте влегле во мојот кокошарник и сте украле 2 кокошки. Бог да чува. Нема врска. Клевете тоа. Ние одевме по патот и видовме 2 кокошки. И ги земавме во раце и дојдовме да прашаме дали се ваши, дали се на Чичко Дужчин. И после тоа го видовме ово и тој почна да фрла керамиди по нас. Не ни стигнавме да прашаме и избегавме. Господине, едва спасивме жива глава. Слушаш ли, бе? Слушнав, господине. Немојте молам. И онака ги донесовме кокошки. Кај се? Дај да ги видам. Ајде. Дојде. Ајде да ги видам. Кај се, бе? Каде се? Што е ово? Чичко Дужин ги нема кокошките. Еве тука ги оставивме кокошките, нозете им беа врзани, како можеа да избегаат? Ага, некој ги украл 100%, да знаете. Не зборувајте така, бе, се крадели во џамија, престани. Какво крадење, бе, што зборуваш? Нема кражби во нашето село. Кој што украл, што зборуваат овие, бе? Ете, моите кокошки ги украле. Не, бе, ние не ги украдовме. Па немаат крилја да летнат, бе. Што украле? Престанете, бе. Какви кокошки, бе, што зборувате? Ама, ние каде се тука да не снемаме? Не можете така да ги снемате. Молчете веќе. Работата е сомнителна. Тој крадец само кокошките ги украл? Да. Зошто не ги украл и чевлите? Не, па чевлите не можат да се јадат, нели, Оџа? Да, и не снесуваат јајца. Видиш сега што не снајде. Момент, чекајте малку. Муезин каде е? Тој излезе надвор. Може би тој види кој ги украде кокошките. Ага, сигурно Муезин ги земал кокошките, да знаеш. Бог да чува. Јас така велам. Ете, кокошките кај Муезин биле, еве ги. Зошто ги зема без да прашаш некого? А? Сите овде бевме осомничени. Дај му. Изметот им паѓаше на чевлите, ќе извалкаат џамијата и затоа ги земав. Еве, нека ги земе собственикот. Овде не е кокошарник. Земи ги кокошките. Земи, ајде, земи. Добро, Држи ги убаво и мамо. да не ти избежаат. Пушти ги. Бог да чува. Било кој да земе туѓо нешто, мора да бара благослов од него. Освен тоа, треба добро да се истражува пред да обвиниш некого. Во спротивно, тоа е грев. Да знаете, тоа навистина е грев. Убаво кажано. Слушна ли, Ерол? Слушнав, господине. Ајде, нека ви е солесно на сите. Пријатно утро, пријатно. Ајде, ке се видиме. Добро, ајде сега да одиме. Оџа, ајде се најдобро. Пријатно утро. Ајде. Со здравие да и мине. Пријатно, ајде. О. Машала. Добро. Ајде сега да го пробаме како е. Изгледа дека е добро. Да го земам ова. Господе. Аман. Ајде да видам што се случува. Што е ова, бе? Бог да чува. Ерол! Што се случува, бе? Види го ова. Ај. Господе, а што да правам сега? Каде побргу? Леле, мајко. Не може вака. Прво овде, не, овде. Барем да се заштитам главата. Веднаш се враќам. Доаѓам. Леле, мајко. Леле, мајко. Леле, господе. Ерол! Абе, пријателе. Абе, не може вака? Добро. Ерол! Кај си, бе? Трчај, доаѓа вам у бргу. Донеси кофи, дегини, се друго. Трчај.
Што се случи? Како што се случува, не гледаш ли? Држи го ова сега. Јас ке се качам на кровот. Работи нешто? Не ме гледа така, работи. Дождот е. Абе, како метеор да паднал на покривот. Што се случува со овој покрив? Да не од некоја мачка, бе? Види го ова, бе. Што е ова? Што? Види овде. Абе. Што е ова, бе? Што? Не. Боже, што се случува? Абе, види каков голем трошок ни направија за тие две кокошки. Ту срам да им е. О, дождот е, господине Дузган. Дождот? Само овој дел остана, господине Дузган. Да земам тенџер од кујната и ги дојдам. Нема потреба. Дојди ваму. Отвори ја устата, ајде. Така, широко отвори ја. Ни една капка не смее да падне наоколу. Отвори ја. Што е ова, бе? Господи Муктар, нема испит што не го поминавме за да земеме девојки од ова село. Господи Емине, разбирам се, ама зошто плетеме джемпер? Нели жените плетат джемпери? Ма немој. Плетење джемпер било женска работа, ама за носење мажите го носат. Не може така. Не може така. Ке плетете. Нема. Овие нека ми исплетат еден шал. Ке го ставам на колената да ме топли. Секако бе ке ти исплетат. Прво да го завршат ова, па после тебе. Ајде, овие се од надвор. Ке зема девојки и ке стана дома сет. Ама зошто и јас? Јас сум од ова село. Зошто и мене ме мачите, да Емине? Абе, слушај вамо. Земи го тоа од земја. Абе, како така се однесуваш? Внимавај на постапките, гледај кој стои пред тебе. Ти на овие им помагаш за се. Ете затоа, тие... Влеговте во реката и настинавте. Облечете ги овие джемпери и стоплете се. Инаку ќе му кажам, на Дуждјуни тој ќе ве стопли многу убаво. Добро, бе, добро. Не оценувај веднаш. Чути бре. Добар ден. Добар ден. Зарно де? Што се случува овде? Исмаиловци се на испит, Жими господ, ова ми личи на тежок испит. Добро утро на сите, како сте? И на тебе. Што е тоа? Што прават? Полагаат испит. Овој испит потешок од факултетскиот. Слушни ме, зборуваше со Фикри? Абе, Решат, немој да ме нервираш уште рано наутро. Нели зборуваше ти со Фикри? Што направи, бе? Ете, направивме. Не ми го врти муабето. Тар. Дуждјун. Абе, ти зборуваше со Фикри? Не, јас зборував со син на друго место. Со кој син? Со стариот син. Бог да чува. Зошто, ма? Тој што се роди во нашето село, само што се роди, нели Фикри замина со синот? Да? Какво момче станало тоа дете? Бога ми станало прекрасно дете. Во ова време тешко се наоѓа такво момче. Воопшто не личи на татко му. Многу го засакав момчето. Многу ли го засака? Да. Навистина? Што ти е тебе? Кога ќе слушнеш нешто за синот на Фикри, целата се вознемируваш. Што ти е, гајле? Не било така. Видели, Рече ќе заштедиме од сметката за природен газ и струја, рече, ќе исклучиме се и што сега? Џунејто остана во Истанбул и сега напразно ќе троши струја. Ај, зете, и онака ќе останеме само 2-3 дена. Слушате вам, нели добро ме разбравте, Коптогел доаѓа таму како мој постар син.
Ако некој изгреши и ако се открие дека Ферит е мојот постар син, сите ќе се засраниме, еј, да знаете. А ти дали разбра, бе? Што тоа дали сум разбрал? Види го сега, види го, ајде. Намали го малку тоа и слушај. Се шегувам, бе. Ама и ти 100 пати ми кажа, бе, Бажанак. Уште и Бажанак ме вика. Добро, тато. Чичко, може да те викам тато? Не се смејте, бе. Зете, Коптагел сега мене тетка ќе ме вика. Не, Чичко ќе те вика. Секако дека тетка ќе те вика. Слушајте, бабу. Немој некој да забележи дека има нешто меѓу вас, еј. Не грижи се, татичко, ќе внимавам јас, без гајле. Зошто, Коптагел? Да не си наумил нешто? Срам да ти е, бе, Елмаз, бе, душо, бе. Јас не би погледнал друга. Ферит, што правиш ти, бе, синко? Сакам преку телефон да се поврзам на интернет. Зошто? Онака, ете, здодевно ми е. Дали разбра ти ја што кажав? Да, тато. Ете, зет ми е брат. Боред, напиши таму една порака на Джунейд. На Джунейд, бе, да не го пушта многу. Природниот газ, воред, само во неговата соба нека ги исклучи сите други останати. Добро, тато. Сега ќе напишам. А така. Да, дома? Војтвојов е онлайн. Така ли? Чекај. Малку ќе се подбивам со него. Почна ли да ме бараш? Да, почнав. Истанбул е мал. Како и да е, ќе те најдам. Вели мал е. Значи Истанбул е мал. Ајде, најди ме. Ме интересира како ќе ме најдеш. Ќе те најдам најдоцна до вечер. Ти реков, Истанбул е мал. Не ми е јасно како толку има доверба во себе, сиротиот, Боже. Бог да чува. Денес нема да излезам од дома. Ќе те најдам дома. Многу си смешен. Чекај, ќе дојдам да те најдам. Само кога ќе те најдам, вети ми дека ќе ме сослушаш до крај. Будала е овој, навистина е будала. Види сега што ќе му напишам. Секако, ти само најди ме. Секако, ти само најди ме. Цела година ќе те слушам. Чичко Душгун, ти со керка ти беше во Истанбул? Не ја видовме таму? Не, од каде се ова? Моите керки ја виделе во трговскиот центар. Не, во Америка. Каква врска има тоа сега? Илјун беше во селото. Реша тага, абе што гледа твојата доне, жити Господ? Ја прашам заборава што видела. Точно, ама, ете, вела дека ја виделе. Не, јас вчера ја видов. Тресеше тепих на балконот. Значи нашите девојки погрешно виделе. Се разбира, така е. Се разбира. Што бара Илјун во Истанбул?
Боже, кој е сега? Бидете малку потивки, некој ме бара. Ало? Дозјан, ние тргнавме напад, доаѓаме. Вечер ќе бидеме таму. Утре ќе одиме во катастар и ќе ја средиме работата, добро? Добро, повелете, дојдете, ве чекам. Чекај, да те прашам нешто. Со постариот ли син ќе дојдеш? Секако, постариот син, болдаската, малиот син, јас, сите доаѓаме. Добро, ајде, доаѓите. Слушни ме, внимавај по пат, на влезното целото има радар да не ме фатат. Добро, ајде се гледаме. Што се случи? Фикри се јави, ќе дошол овде. Утре ќе одиме на катастар. И постариот син? Да, постариот син. И тој ли доаѓа? Да, и тој доаѓа. Леле! Господе! Бабо? Господе! Што е на женава? Слушна нешто за постариот син и... Остави ја, бе, денови е малку нервозна. Како и да е, ајде да си одам, да се спремам, вечер ќе си имам гости. Ајде, пријатно, ќе се видиме. Да мине. Може 5 минутки пауза, се изморевме, расете ни се здравје. Добро бе, паузирайте малку, ајде. Дојдете ваму сите. Дојдете ваму, бе, дојде ваму. Ага, мене ме вознемирува постариот син на господин Фикри. А зошто? Нели го виде господин Дузџин, бе? Само го фали тој, го фали. Зошто го фали толку, бе, а? Па што? Како па што? Па едната од девојките за него ќе ја даде, така да знаеш. Која? Па мислам дека Илкин ќе ја даде, таа е најголема. Ајде бе. Абе што мисли лутиш мене? Па тој го фали момчето. Многу добро момче, многу го засака, вели. А ние што сме овде? Добро бе, другар, значи не те гледа како таков. Но остави го тоа, не замислија зборовите на имамот да знаеш, мора тие кокошки да ги вратиме. Еј. Точно кажа, Бога ми точно кажа. Живи Господ, јас од вчера само на тие кокошки мислам. Еј, вие на вистина спобудалевте. Ќе земеме 2 кокошки од пазар и ќе ги ставиме на место. Доста бе, доста. Престанете веќе со тие кокошки. Кокошка па кокошка. Мене овде душава ме боли, а вие кокошки па кокошки. А душата ти го ревелиш. Добро бе, ќе ја изгаснеме. Ајде полека, чекај да размислиме, а? Ај, Господе, што ќе правам? Господе, што ќе правам? Што ќе правам, мили Боже? Што ќе правам? Што ќе правам јас? Што ќе правам, Господе Боже? Господе, направив голем грев, многу голем, секам. Ама постојано ми е во душата. Слушај ваму. Слушај. Знаеш што се случи на времето во ова село? Само јас знам. Илјун, Терко, остави го сега тоа, вечер ќе имаме гости, собери ги сестрите и изгответе нешто убаво. Кој доаѓа, тато? Па нели ќе ги купиме нивите, Керко? Фикри доаѓа, ги собрав сите од семејството и ќе ни дојде на вечера. И што да им сготвам, тато? Не знам што да правиме. Чекај, Ерол, дојди, мамо, дојди. Трчај. Тие 2 кокошки што избегале од кокошарникот, земи ги, заколи ги и донеси ги на девојките. Вечер ќе имаме гости. Нека сготват нешто од тие кокошки. Не разбрав ли бе? Разбрав. Што ќе направиш? Добро, ајде оди. Трчај. Ајде. Добро, тогаш да им кажам на девојките. Па добро, оди, кажи им. Ајде со здравје, со лесно нека ти е. Довидување, Исмаиловци. Пријатно. Исмаиловци, абе многу одмаравте, доста ви беше, ајде седнете да плетете джемпери сега. Да мине. Што е бе? Те молам, жити Господ, слушај ме. Што се случи бе? Да ја запроси ме, Уѓун, ти си ми како сестра и мухтара си. Добро бе, ќе ја запросиме. Вечерва. Ти бе да не полуде, може ли толку брзо да се прават тие работи, аман бе дете? Може. Како не го гледаш детето изгоре, веќе погледни го. Да, Емине, ситуацијата е опасна, спаси го детево. Не се знае што ќе биде. Ете и постариот син на Фикри доаѓал овде. Мора веднаш да завршиме оваа работа, не разбираш ли? Да ги молиме, бе. Добро бе, ќе одам ќе зборувам со татко и аман.
Ама вие фатете се за работа. Продолжете со плетењето. Добро. Ти да Муктар само оди и запроси ја. Господ да те Ајде да благослови. видам. Девојки, место во вам ви го доверувам. Ај сега да плетеме. Ај со лесно нека ти е. Ако е лесно и на тебе, нека ти е. Што е? Да ти кажам, не можев да те прашам во кафеаната пред толку луѓе, ама штом Фикри доаѓа кај тебе, значи ти му понуди поголема цена, така? Не сакам да те измами. Што ти е тебе, Гајле? Тоа си е меѓу нас? Сега вака. Не ми е Гајле, пријателе. Ако не сакаш да ми кажеш, не мораш, ама да ми кажеш. Јас му реков да ти дадам 250.000 на Петрати. Рече може. Што рече тој? Може, ама значи ти му понуди поголема цена, штом денес доаѓа кај тебе. Не се, та не те задржувам повеќе. Чувај се, батко Дузгун. Боже Господе, што е сега ова? Тој Фикри сака да ме измами? Чукш, добар ден, Дузджун! Благодарам, заедно да е. Заарно нека е, заарно, дојдов за една работа. Добро, добро, немој да го мачиш магарето. Застани бе. Дојдов за една работа. Повели. Го знаеш бе нашиот Исмаил? Кој од нив? Велам нашиот, овдешниот Исмаил. И? И твојата постара кирка? И која? Абе, твојата Илгдјун, не ја сака. Што се чудиш бе? Па не ме гледај така. Јас сум само стројник. Ете, го знаеш, Исмаил е момче од нашето село. Никој друг не е како него, нели? Е, па девојките не ги даваме надвор од селото. Исмаил е добар, чесен. И ако кажеш да, вечер ќе дојдеме да ја запросиме Илгдјун. Чекај малку да размисламе, мине. Не ме притискај. Ова беше многу ненадејно. Сега морам да ја прашам Илгдјун. Не може без нејзина дозвола. Инаку вечер си имам гости, никако не може вечерва. Прво, нека си одат гостите, да ги испратам ни, па после ќе зборуваме. Ти видиме, ја? Ајде, штом ти така велиш, како сакаш така нека биде. Ајде, со лесно нека ти е. И прости ми што ти пречев во работата. Не е Ајде, проблем. чукш. Нема проблем. Ајде се гледаме. Ајде, душо, ајде. Господин Решар го виде пчеладникот, го погледна добро, барем да не го урочи. 250.000? Доаѓа бе, доаѓа. Доаѓа. Да мине. Што каже чичко Дузджун? Па не рече не може. Значи може? Па не рече ни може. Е, па што рече тогаш? Рече ненадејно беше. Вечер имам гости, рече, нека не доаѓаат. Прво нека си одат гостите, па после ќе зборуваме. Е, ајде сега, јас да си одам. И Дузджун е во право. Точно кажа човекот, зошто да го обрзаме, мислам, нека си одат гостите? Па после ќе зборуваме, може така, Исмаил, а? Може ли така, Душа? Ајде сега. За се има време, синко. Ајде, оди. Ајде, врти се бе. Полека. Ајде бе, оди. Оди. Абе, тргни ми се. Ајде. Абе, тргни се, го плашиш, ајде, чукс. Оди бе. Абе, знаете што? Чичко Дузджун ќе ги купи нивите, а девојката ќе ми ја даде. Ке видите, сигурно ќе ме откачи. Абе, ако Илгдјун не му се допаѓа на човекот, Назджун ако му се допаѓа. Полека бе, брат, полека. Ако му се допаѓа Назджун, готов сум. Ако му се допаѓа Ѓулѓун, а не Назджун? Ѓулѓун ако му се допаѓа, јас сум готов, ага. Хајде да одиме. Каде бе? Да одиме, сами да ги запросиме девојките. Ха? Сами да одиме да ги запросиме. Што чекаме? Хајде. Чекај малку, кај ќе најдеме цвеќе и чоколадо. Абе, брате, нема ни минибус во селото, нема. Има чоколадо ке мене во дуќанот. Ако најдеме и амбалажа, многу убаво ќе биде. Хајде. А цвеќе? Абе, лесно е за тоа, ајде. Хајде бе, хајде.
Стави го прстот. Вака? Стави го. Ајде. Дојди да не се страни. Ајде бе, дојди. Дојди. Еј. Ајде, ајде. Куќата на дедови. Ете, јас од оваа куќа излегов и станав фабрикант. Види. Еј, еве, стигнале. Има порака од мојот? Нема, дадо. Епа нема. Сигурно уште те бара. Сигурно ме бара по бакиркој. Ерол, рече дека гостите пристигнале. Ајде, излезете да ги пречекаме. Ајде, доаѓајте си, ајде. Добро, Ајде, ајде. дојдете, ајде. 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 Добре, дојдовте. Добро ми дојдовте во селото. Добро ве најдовме. Господјо, добре дојди Добре на вас. дојдовте. Синко, многу ми недостасуваше. Како си, а? Добар си? Лаво мој. Да. Јунаку, Добре дојдовте. ова се моите ќерки. Добре дојдовте. Здраво живо. Добре дојдовте. Абе, нели ми рече дека имаш уште еден син? Зошто тој не е со вас? Не дојде, остана дома прленцето. Ај, зете, колку си комичен. Само се шегуваш. Нели малиот син е во колата, Ферит? Постариот син Коптагел, помалиот син Ферит, постариот син Коптагел. Нели Коптагел? Елмас? Елмас? Ај, и ово е ист како татко му. Елмас, тетка ти, Елмас ли ја викаш? Не е убаво. Да, не е добро, не е убаво. Да ти бакнам раката, ето. Горе, дај, престанете веќе, како и дај, ајде. Ферит, дојди бе, синко, што правиш таму, ајде, дојди ваму. Доаѓам, тато. Поздрави се со ќерките на Чичко Дузио, најде, запознај се со нив. Добре дојдовте. Здраво. 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 Бакни ме рака. Здраво. 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 Можно ли е да ве познавам од некаде? Дали некогаш си бил во селово? Не, прв пат доаѓам. Тогаш е невозможно да ме познаваш. Да.
Да, моите ќерки само еднаш беа во Мармарис и тоа на свадбата на докторот Нова. Од време на време одат на пливање во реката и тоа е се. Значи не излегуваат од селото. Дај Боже. Боже, мене ми се чини дека ве видов во Истанбул, ама... Но велам, јас никогаш не сум била во Истанбул. Изгледа не разбирате. Не, разбирам, ама... Ами ако разбираш, што должиш толку бе? Абе ти велам ја видов, кој должи сега? Па го слушаш ли што вели? Еј, момент сега вака, во Истанбул има милиони луѓе, нели? Нормално е некој да личи на некого, секој си има двојник, така ли е? Така е, во право си Сенко. Ајде, поверете, влезете внатре, добро ми дојдовте, ајде, влезете. Добро ве најдовме. Влезете. Ајде. Не стоите на нозе, влезете. Ајде, поминете, ајде. Поверете, добро ми дојдовте, влезете внатре. Дозволете господјата да не падне на камењава. Да ме наблюдуваш постојано. Еј, кои се овие? Не знам. Не ги познавам. Ова нели е караванот на кој вршеше нужда? Каков караван? Еј, Господе! што правите вие овде? Зошто не плашиш, бе? Го гледавме караванот. Од Истанбул ли се гостиве? Да, немој да се вртите тука. Ако се случи нешто, вие ќе одговарате. Аман, Боже, многу не интересира. Ајде, Јапрак. Трчајма, да му кажеме на Бато. Што? Па нели господин Фикри од Истанбул дошол? Мо не нормална е, натрче брзо. Застани ма, чекај ме. Чекај. Ајде, повелете, седнете. А, така. Ајде, Синко, дојде ваму, седни ти овде. Не може така, чичко Дузин, повелете, седнете вие. Не може така, Синко, ти си гостин, ајде, седни, повели. Абе, не. Ајде. Вие сте повозрастни. Седни, кога ти Ама велам. вие сте цел. Ево, слушај ваму. Повели, господине. Обрзај, донеси ми едно столче. Олека ме будала, олека. Ајде, што Не се извинувам. Не го бе, мене извини ми се. Мене. Добро. Де ми ги очилата? Што правиш бе? Дај имаму. Види, стакло ги направи, стакло. Добро бе, благодарам. Ти седни нова. Не може. Седни, ајде. Те не може. Те молам. Те молам. Ајде, повели. О, господине Фикри, да ти кажам право, си израснал прекрасно дете. Јас ептем многу го засакав ова момче. Добро е да го сакаш. Девојки, ајде, донесте тајран, мајран, послушате ги нашите гости. Само што пристигнам, уморни сте. Ајде, побрзајте. Значи, Дадо, момчето од Истанбул бил син на Фикри? Не е можно да е случајност, нели? Навистина не знам. Има милиони луѓе во Истанбул, а овој дојде и мене ме најде овде. Зборуваше пред време, Дадо. Рече не можеш да ме најдеш, ама те најде момчето, гледаш. Па што да правам сега? Веќе се случи. Ете судбина. Тато многу го сака по стариот брат. Мене така ми се чини, а? И мене така ми се чини. Да, дома. Може ли тато да те даде на постариот син? Момчета, донесете го киселото млеко и да го подготвиме ајранот. Ај, бога ми, колку било убаво место, во срцево ми се стопи. Ете, Елмас, ова беше наша куќа. Татко ми живееше на овој кат, а јас бев на горниот. Види, јас како домаќин живеев на најдолниот кат, а тоа беше другото доградба. Пазете, ако сакаш оди прошете малку, ти не достигаше куќата. Не бе, Елмас, не треба. Нема потреба од емотивност. Како и да е, ќе ја продадеме ние. Види, Ферит, ти се роди во оваа соба овде. Ај, зете, многу си чуден. Ферит не е тој што се роди таму. Коптагел, зете, Коптагел е поголемиот, Ферит е помалиот. Тато, изгледа се измори ти од патоци. Јас сум број 1. Јас се родив там, така, јас бев тој првиот. Сигурно се изморил многу попат, нека испе ајран, ке се освежи. Ке се освежиш. Внатре ли е тоалетот? Има и внатре, ама има и надвор. Ти таму измисли ги рацете. Не, само да се измием.
Ако ти се оди по нужда, влези внатре, само нема гола бабото, има веќе школка, знаеш. Нема. Стави уште малку. Стави. Со лесно. Ама како те најдов, ти ми велеше дека не можам. Што се обидуваше да направиш кога така рече надвор дека ме познаваш од некаде? Лага ли е? Те познавам. Добро, ама мора ли тоа да го кажеш пред сите, ха? Не ме нервирај. Инаку ќе кажам дека се видовме во Истанбул. Само кажи па, ќе видиш како ќе ти помине нервузата. О, значи ќе ме удриш? Не би ти препорачала. Тато доаѓа. Оди. Не се. Уште многу ќе се гледаме. Што е? Што бараш во кујната? Тоалетот го барав. Оди натаму, копателото е горе. Благодарам. Ова дете е многу немирно, опуштено. Очигледно целиот е метнат на татко му Фикри. Жми се. Постариот си недобар. Мирно, момче. Што се случи? Што е, бе? О, бата, си почнал со беда зборуваш, а? Стигнавте во селото сигурно. Стигнавме. По пат како поминавте? Добро. А девојката ја најде? Ја најдов. Тато како е? Добро, те поздравува. Абе, кажи што сакаш? Не бе, не дека сакам да кажам нешто. Ама како е тато, дали е расположен, не е нервозен, нели? Не. Мислам сигурно нема да сака веднаш назад да се вратите дома. Зошто да сака, само што стигнавме? Точно. Ајде, пријатно, бата, се гледаме. Ало? Мехмет, здраво. Слушај ме добро сега. Сега пиши порака во сите групи вечер, кај мене дома има журка сите да доаѓаат. Кој не дојде ќе го тепаме. Господе, што ми кажеш? Си го исеков лицето. Заборавив. Што се случува? Не знам. Сакав нешто да ти кажам, ама и тоа го заборавив. Ама штом трчајки дојдов, мора да е нешто важно. Сигурно е важно, нели? Слушни ме. Кај е сестра ти? Тука беше. Трчаше по мене. Бога ми не знам. Господе, вели дека не знае. Молам, со кого зборувам? Ја, види сега. Вели со кого зборувам, слушај му. Оваа твоја ненормална сестра дојде овде да ми каже нешто важно, ама заборави што треба да ми каже. Ти знаеш нешто? Кажи ми ако знаеш. Да, бато, господин Фикри од Истанбул дошол на гости кај Чичко Дујсџун. Ете тоа сакам да ти кажам. Значи дојдоа. Добро, затвори. Немој да затвориш, чекај. Немој слушава му. Ако и кажам на ова ќе заборави, затоа тебе ќе ти кажувам. Направете раванија вечерва. Добро, бато, ќе направам. Добро, затвори. Како бремена жена ми се пријаде раванија. Заарно да е. Ајде, Господе. Како се исеков да завршам со обречењето и да одам кај Дузген да им посакам добре дојде. Абе, бато, ај вие одите да ги запросите девојките, ама јас што барам таму не разбирам. Ти ќе дојдеш да не поддржиш, разбираш ли бе? Еве да кажеме за поддршка доаѓам, така? Вратоврска, зошто ми е? Зошто да го носам ова? Така е поофицијално, бе, изгледаш посериозно. Бог да чу. Дај да видам. Ага, што е ова, бе? Абе, ова е сува лепота, бе. Пу. Да не се урочам. Дај ми го малку парфенчето. Помалку ставио тоа, да не го потрошиш, еј. Абе, тогаш не бев толку искусен. Сега сум мајстор. Ајде бе, не сте спремни. Добро бе, смири се, спремни сме, ајде, ќе одиме. Цвеќето.
Еминема, Што е, бабо? зошто тој Фикри доаѓа кај Дујџун? Изгледа Дујџун ќе го купи иметот на Фикри, де. Така ли велиш? Така велам. Што друго може да биде? Не знам, ама не сум спокојна воопшто. Слушај вамо, сега напишим порака на Исмаиловци, нека дојдат да ме однесат таму. Ајде, а? Добро. Ајде бе, ајде ќе ги изгубиме девојките. Да, во право си. Ајде. Што беше ова бе, браќа, а? Не се плашете бе, не се плашете. Ја сменив музиката за пораки од Емине. Види го бе како иронично се сме, како не му е срам. Од памет ми извади. И што вели Емине бе? Ви кажав да побрзате. Ви кажав ли? Добивме наредба. Баба Нури ја сакала да оди кај Дујџун. Одиме да ја земеме. Знаете што? Ако одиме вака облечени, баба Нурија ќе разбере што сме наумиле. Ако разбере, ќе не фата Ќе за не врат. фати, брат. Жими се. Хајде. Ај, многу лошо мириса ова, не го пијам. Ова мириса на животно. Ај, не можам. Ферет, како зборуваш ти така заеран од бе, а? На фабрика ли сакаш да мириса, бе? Па нормално. Вие сте навикнати на еран што мириса на фабрика. Ама мене ова многу ми се допаѓа. Дај бе, тури уште една чаша, ајде ваму, стај. Машала. Еве го. Се гледа дека од нашето село. Деснава рака ми ја шина, дај премини на левата. Дај му. Земи го мојот, јас не можам. Ајде сега испи го. Не стрес Ајранов, каков бе леле. Абе, побрзајте малку! Бога ми се зморивме, бабо. Абе, бабо, сакам да те прашам нешто. Ти навистина мислиш дека си многу слаба, а? Па нема повеќе сила. Исмаиловци, бе. Што сте направиле со косата, бе? А? Што сме направиле, бе? Што знам ко теле да ве лижала, а? Емине, не им зборувај на овие. Застануваат и губат сила. Хајде, посилно, ајде. Така, ајде, трче. Ајде. Што е тоа? Доаѓа нешто како индиска махараджа. Абе, што е ова, бе? Полека! Бога ми, ваква гледка видов кога бев на посета во Индија. Син ми го има прошетено целиот свет Дујџун. Ги знае тие работи. Се гледа дека знае се. Ај, Бог да чува, што е ова, како да носат ковчег? Има проблеми со колената, нозете не ја држат. Одвесто и наноси и затоа ја носат. Повелете, ајде, повелете. Добре, дојде да имина. Здраво. Наместете Добро ве најдовме. Ајде. Полека. Добро е така. Спуштете ја, да, добро, да. А сега добро ми дојдовте. Добро дојдовте. Ерол, слушај ваму. Сега ќе ми фрли една табуретка, ти чувај се главата. Внимавај, зете. Донеси ми една табуретка. Сега, веднаш. Полека, трнете се. Добре, фатив. Седнете, ајде. Седнете тука. Дојди до мене малку. Добро. Види. Братот мој, добро ми дојде. Радост ни донесе. Господа те благослови. Иде, да. Убав тој на бато. Срце мое. Од кога се немаме видено, добро ми дојде. Абе, овој откачен ли е вака што ме напаѓа? Не, бато, ти покажа што ме разбереш, не сум лудак. Абе, што се случува, бе, кус Исмаил? Што е? Дујџунага, овој, батко, ми заличи на еден и за да се препознав. Прости ми. Не е проблем. Ти си постариот син, нели? Да, јас сум постариот. Дојди да те прегрнам. Јас те родив тебе. Дојди. Па не се сеќавам баш. Дојди. Добре.
Абе, каков обичај имате, Ај, грбот ми Боже. помаде. Баба Нурие е бабица на селото, а госпоѓа Емине е мухтарот на селото. Машала, машала, како карпа си станал. Благодарам, бабо. И каде застанавме? Застанавме кај кафето, нели? Госпоѓа Елмас сега ќе ме послужат со кафе. Ви благодарам, многу сте љубезен, господине Дузгир. Ви се молам, какво кафе сакате? Вака, ако ставите многу малку шекер, ќе ми биде многу драго. Добро, ајде девојки, направете кафе за гостите и сите заедно да го испиеме. Нека биде со помалку шекер. Ајде побрзете. А не. Јас сакам горко, не сакам со малку шекер. Во ред да мине. Исмаиловци, и вам ќе ви сваревме кафе, ама изгледа се спремате да си одите. Не, ага. Ние ќе си одиме. Ајде. Ајде, одете, ајде. Ај, сите ли се викаат Исмаил? Така е. Ај, колку убаво звучи. Сите четворица се Исмаил. Тие си четворица Исмаиловци во селото. Боже, многу интересно, многу. Каква случајност на вистина. Ама овие не се четворица. 3,5 се, види ги. Тој што ди напред е Мачо Исмаил. Тој позади него е Карпа, а тој зад него Камен, а тој луѓето позади, тој е Мува Исмаил. Абе, Фикри, кога вие ќе си одите? Види сега. Нема долго да останеме. Денес утре ќе си одиме. Зошто сега вие решија да пијат кафе? Ако пијат кафе, значи ќе ги запросат девојките. Што зборуваш бе ти, како тоа ќе ги запросат девојките? Не знам бе, ага, ама тие дојда овде за нивите, сега за девојките зборуваат, па... Ага, абе, овие ќе не изиграат, жими се, Абе, браќа, што стоиме? Ајде, трчете, да го земеме цвеќето и чоколадото, ние да реагираме. Трчај. Со лесно. Ти треба помош? Зошто сега доаѓаш тука, а? Местово било многу забавно. И што да правам? Тогаш забавувај се. Ова... Може во моето кафе шекер? Добро, твоето ќе биде со шекер. Ајде оди сега. Повели навака. Ајде. Изгледа твојот помлад син често оди по мала нужда. Зошто? Како зошто? Многу често влегува внатре. Изгледа се вознемири од патот. Дојдите, Тино. Море, Фикри. Што? Сигурен си дека нема долго да останете? Зошто толку ве интересира колку ќе останеме? Не, баба Нурие, веднаш ќе си одиме. Ама господин Дузгюн е многу љубезен и многу гостопримлив човек. Има шанси да останеме неколку дена. Хеј, убава, бабо моја, јас да ти кажам, ти си мојата душа, бабо. Хеј, јас после толку години те најдов, сега нема шанси да те оставам, ќе те однесам во Истанбул ако треба. Не може бе! Ние не даваме девојка надвор од селото. Дај, скрши уште едно јајце. Ама дадо, избројав до 15 јајца, нели се толку доволни, а? Не се доволни. Колку повеќе јајца, толку повкусно ќе биде. Скрши уште неколку. Скрши уште неколку убаво да мириса. Не грижи се, бато. Погледни го ова. На штоличам се исеков, се распарчи, Бог да чува. Стави памук, бато. Држи го додека да одиш тамо, ќе престане крварењето, а после тргни го Добро, со велиш. плунка. Јас одам. Кај одиш, бато? Ќе одам до Марш да видам дали има вода и ќе се вратам. Бог да чува, Бог да чува. А зошто ти е дошле, а? Аве Господе, што ти сгрешив толку бе? Колку пати ти кажавме дека нивите ќе ги купат, ма? Само толку, а? Можно ли е да има нешто друго? Не знам, можно е. Брзо, да го завршам ова и да го ставам во рерна. Додам кај Исмаиловци, ако има нешто, тие знаат сигурно.
Точно велиш? Бабо, ама ти не ја знаеш моминската кула. Како и да, јас ќе те однесам таму, ќе видиш. Пак некој доаѓа. Кој доаѓа, бе? Ајде кај Зарно. Реша тага, добре дојдовте. Заарно е. Јас немам лоша работа. Господин Решат, ајде дојди. Ајде, качи се горе, сите сме тука. Не, поминува подобни, реков да ве видам. Ајде дојди, качи се, сигурно си дошол од Љупопитов. Многу сте горе, да не се сруши терасата. Абе, ти мислиш дека си тежок човек? Не си како Пердов, од твојата тежина ли ќе падне? Ајде, качи се горе. Точно, мојата тежина не е во телото, туку во харизмата. Види го чуден човек, види го што зборува. Добре дојдовте на сите. О, господјо, специјално добре дојде за вас. Која е ова? Таа е мојата балдаска. Балдаска. Јас сум Решат Донет од Селово. Мило ми е, како сте господине Решат? Ве видов вас и сега ми е подобро. Може да го знам вашето име? Елмас Екси. Елмас, да. Сум господ напред. Братче, имаш нешто на образот? Веќе немаш. Се исеко кога се бричев, би го заборави. Добро, да ти го вратам назад. За да не крвариш, може ли? Решат, бе, зошто дојде ти тука? Јас, зошто дојдов? Јас ова... Ајде, Решат, кажи што ќе кажеш. Слушај, маму, ти изгледа многу се дружиш со Јапрак. Си почна многу да забораваш. Ми текна. Сакам да прашам кога ќе си одите. Утре, ако не, задутре, сигурно. Како така? Штом сте овде, останете една недела, останете еден месец, да ве угостам, да заколам петел, да заколам коза, да заколам теле. Хамале, големи или мали, ќе ги заколеш сите животни во ово село, ќе умре целиот добиток. Текстопе никако. Фикри ни дошол на гости, како да не го угостиме, деца, меса, балдаска, малдаска, а помладиот сине го донесе? Не, тој остана дома. Ја контролира работата, голема фабрика, се оставали туку така. Ќерко, донеси го кафето, ајде донеси го. Решат, седни овде, моето кафе дајте му го на Решат. За него нема сварено. Да си ми жива, Керко. Да почнам прво од тебе, твоето го направи со многу шеќер. Нели такво сакаше? Благодарам. Благодарам, Керко. Благодарам. Што е ова? Ова е солено. Илѓун? Какво кафе си му направила, Макерко? Не да и мине, изгледа ги помешав шеќерот и солта. И кај мене има исто, ама малку има. Има.